Да, еве веќе почнавме да разговараме и да дебатираме за надежта. Доколку сега се вклучувате на фреквенцијата на Македонската радио телевизија, вие следите Македонија наутро. Со нас во студиото е Мирјана Јовановска-Становска, таа е психолог, а имено поводот е денешниот ден, 16 јули. Обединетите нации го прогласуваат како меѓународен ден на надежта. Па и наш повод да ве повикаме денеска. Добро утро. Добро утро. Дебатиравме, почнавме да си дебатираме. Може би едно од најупотребуваните зборчиња во текот на секојдневната комуникација е се надевам на нешто, се надевам на тоа и тоа, се надевам. И оттаму ли изведено тоа дека надежта последно умира? Па да, на луѓето кога ништо друго нема да им остане, ќе остане надежта. Да кажем, се надевам дека нешто ќе се случи. Ама постојат две главни категории на таа надеж. Една е надеж кога се надевам и кога сме тотално пасивни за да ја достигнеме нашата надеж. Значи нема ништо. Се надевам дека еве утре нема да врне. Да, се надевам, ама тоа е таква една пасивна форма затоа што нити имам контрола на тоа, нити можам да направам било што, ама можам само да се надевам. Ама кога ние имаме контрола или можеме да направиме нешто, тоа е онаа вистинската надеж. Односно кога точно за нас се однесува. Се надевам дека ќе го направам тоа, се надевам дека ќе бидам здрав и прав и следнава година, нели, кога си честитаме родендени, па и до година пак, се надевам дека ќе биде моето семејство. Значи, имаме многу простор да ние во таа надеж ставиме нешто многу од себе си за да надежта се оствари. Надежта е светлина, вели, поради тоа и секогаш ќе постои надеж за подобро утре. Да. Па светлина Нашето општество некако се научи да верува дека надеж за подобро утро и да живее во тој поглед. Добро, ете, ако се однесува и на општеството, ако го ставиме сега тоа, Ајде да го ставиме да видиме. Да се надевам дека ќе ми биде малце мене поарно во општеството и дека јас нема да направам никаков мој допринос за тоа, е надеж што можеби нема да биде остварена. Затоа што ако јас се надевам во некој правец дека моево општество да биде похумано, да биде поврзано, да биде пољубезно еден со друг, да си создадеме место каде што ние сите ќе живееме и безбедно, и посрекно, и заштитено. Значи, мое е да јас направам допринос за тоа. Да се реализира. Јас да ја покажам мојата хуманост, јас да ја покажам мојата љубезност и да, значи, во таа надеж дека ќе живеам на едно подобро место или ќе го подобрам местото кај што живеам, е тоа да јас можем имам и право, а и должност, нели, да влијам на мојата надеж, да направам нешто за таа надеж да се реализира. Добрите нешта никогаш не умираат. Велат, правете им услуга на другите и секогаш надевајте се. Може би, ова сега мене на што ме асоцира, може би со пријател, со некој близок, кога ќе се јавиме одамна не сме се слушнали, првата реченица често знае да биде се надевам дека си добро. Да, тие полајт која пишуваме писма исто, се надевам дека си добро. Па нели, ние можеме да се соработуваме само со луѓе кои се чувствуваат добро. Нели, ако на тој што му пишуваме или му се јавуваме е болен, не му е добро, му се случува трагедија во животот, мислам, се што сакаме да му кажеме или да искомуницираме, да соработуваме или било што, нема да ни оди. Затоа секогаш е надежта дека со тој што комуницираме ке е добро и дека затоа што треба да не разбере, треба да прочита што сме му напратиле и да биде доволно силен да соработува со нас. Сега едно нешто е многу интересно. Вели вака, надежта е сон. Ние понекогаш сите сме сонувачи на ваков или онаков начин. Малку да го изанализираме тоа, дека надежта е сон и живеете со надеж, со цел да создадете нешто ново. Да. Тука ме интересира кои се чекорите на надежта. Еве сега ако сме сонувачи. Така и сме во делот на се надеваме на нешто. Кои се чекорите натаму дека во еден дел, еве јас сега и подолготрајно го гледам, во еден дел тоа ако не се исполни некогаш
и исчезнува. Да. Тоа е природен веројатно тек на нештата. Сигурно, можеби ќе изгубиме и способноста за тоа, можеби ќе се сменат многу други ситуации, а надежта, таа активна надеж, да ја кажам, која надеж што навистина прави промени во нашиот живот, е надеж која има чекори во кои што ние можеме да ја видиме реалноста, прво да процениме колку нашата надеж е реална за остварување, односно да ја измериме со нашите сили, нашите способности, да се надеваме дека ќе го постигнеме тоа и тоа, дека така ќе биде за нас. Да го испланираме патот по кој, или барем елементите што ни се... можеме да го испланираме пат? Барем елементите, нели, ние можеме да се направиме план, и нормално дека тој план секогаш треба да биде малце флексибилен, зашто она не викаат дома, како пазарот дома нели епса под дома не се носи на пазар. Добро. Или како беше, значи ние што ќе си го планираме не е секогаш 100%, ама некое зацртување дека сега ќе го направам тоа, во етапи ќе направам тоа ќе бидат моите следни чекори, нели како кога почнуваме диета или вежбање, разработуваме чекори. Често исто така се пренесува како искуство, немајте многу очекувања. Да живееме без очекувања? Јунг кажал дека, нели, кога дефинирал една здрава личност, кажал дека таа здрава личност, тоа е идеал на некоја здрава личност, во која што јас мислам дека никој не живее, ама е некој патоказ кон што треба да идеме, е да немаме очекувања, зашто многу полесен е животот. Како се постигнува тоа, да сега раскажете? Не знам јас не сум го постигнала. Ама знаете како, кога го знаеме тоа како дефиниција дека е посрекно живењето без очекување, тогаш ние можеме постојано да ги ревидираме, да ги разгледуваме нашите очекувања. Ако ја очекувам дека ќе дојдам тука са Бајлево и вие ќе ми даете букети со цвеќиња, а тоа никогаш не се случило, и ја постојано доаѓам и постојано сум незадоволна зошто сте ме викнале. Нели? Мислам, има очекувања кои ќе речам, добро, зашто сум ја незадоволна, зашто сум дошла тука? Ја очекувам тоа и тоа. Ама мене никој не ми ни кажал дека тоа ќе се случи. Ама тоа е моето очеку. Значи, колку нашите очекувања се реални, во која мера ние можеме навистина да ги исполниме. Некогаш ние добиваме очекувања заради таа интеракција, нели, со партнерите, например. Партнерот се сложува за нешто, нели, влегуваме во брак, си пишуваме таму и убаво прочитува до крај на животот, и тоа... Не знам колку сме го прочитале сите тоа убаво. Го слушнавме, мислам дека во еуфорија сите веднаш си подпишуваме. Шегата настрана. Да, ама, например, тоа подпишување да создава очекувања. Да. Би било многу убаво, како што зборат јогините, сега, нели, да си седнеме и да си речеме, ајде ќе го посматрам животот да тече, да видам што ќе се случува, дали овој што потпишал со мене ќе ги оствари работиве што ги потпишавме или не, и јас само ќе гледам, значи не оди така животот. Да. Или ќе го родам детево и јас ќе посматрам како му тече животот и како тоа дете, значи нашето активно учество во сето тоа прави да ние имаме очекувања од партнерите, од децата, од себе си. Колку е ова вистина, Мирјана? Прво доаѓа неуспехот, па потоа надежта. Поради тоа што ништо во светот не е совршено. Ништо во светот не е совршено. Доаѓа неуспех, ама не како прво, затоа што ние можеме да почнеме да се надеваме кога ќе направиме план за некоја акција, без да имаме неуспех, да се надеваме дека се како што сме планирале, еве денес имам распоред да дојдам тука, па да правам тоа, па сега ќе се вратам, па имам клиенти, па ќе одам на состаноци. И се надевам дека како сум го испланирала денот, така ќе тече. Може да не тече. Така, нели, да се случи нешто, па да се смени тоа. Тоа е мојата надеж за иднината, за денешниот ден. И не мора секогаш да има проблем, ама кога имаме проблеми, кога имаме трауми, кога имаме навистина тешки работи, тогаш нешто што многу ни е потребна веднаш да се случи е да најдеме својата надеж.
Сега со две реченици сакав да завршиме. Алберт Ајнштајн вели: никогаш не бидете безнадежни. А Теодор Рузвелт рекол: кога сте на крајот од вашето јаже, врзете јазол и држете се. Да, и ова се убави зборови, ама морам да кажам дека надежта не е само светлина, не е нешто што постои таму во воздухот езотерично или не знам таму нешто плива околу нас, па ние тука се надеваме. Тоа е дел од работа на нашиот нервен систем, физиолошки докажано е дека надежта, оној што чувствува надеж, неговиот тој дел еден од мозокот се вика префронтален кортекс, работи многу подобро, амигдалата се смирува, емоционална регулација, физиолошки нас надежта ни прави нешто. Таа ни треба како чувство да ја имаме во животот за да можеме ние внатре и да функционираме физиолошки. Ни носи не само јас ќе се надевам, него целиот организам почнува да функционира на едно многу пооптимално ниво. И како велите, правете нешто паралелно со надежта, така, за да се оствари. Па, еве ви благодарам што бевте наша гостинка денеска. Секогаш навистина ми е пријатен разговорот со вас. Ви благодарам, еве, се надевам јас дека го задржавме вниманието на гледачите со разговорот. Па, особено вашите теми ми даваат секогаш потик, после цел ден зборувам за тоа. А ова е многу убава тема да зборуваме денеска за надежта. Ви благодарам.